Радио Лидер. Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 15 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! Зазнаев да не биде муабетот после секоја лоша одлука. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш денешен гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Добар ден, господин Стојановски. Добар ден, благодарам на поканата. Господин Стојановски, денеска граѓаните ги пречека во маркетите нови цени, зголемени цени. Подоцна ќе говориме и за цените на нафтените деривати. Некако очекуван беше овој ценовен шок, меѓутоа уште понеочекувано беше она одлука на владата дека ќе се зголеми ставката на ДДВ, дека ќе се укинат маржите за трговците. Некако цела јавност беше во исчекување во текот на вчерашниот ден владата да донесе нова одлука за продолжување на овие мерки, меѓутоа не дојде до тоа. Денеска граѓаните се соочија со можеби до сега најголем бран на поскапување, каде што литрот зејтин поскапе 30 денари, млекото поскапе 10 денари, лебот поскапе 10 денари. Некако народов не е подготвен на тоа. Еве вие конкретно во Македонското собрание доставивте низа предлози за намалување на даноците, на ДДВ-то. Зошто власта не ви прифати ни еден предлог? Навистина не можам да најдам логичен одговор на ова прашање. Јас само сакам да ја потсетам јавноста дека на 5 мај како пратеничка група поднесовме уште еден закон, и тоа по итна постапка, законот за намалување на акцизите за 50%, во кој што во овој момент намалувањето на тие акцизи ќе допринесеше да литарот, цената по литар гориво да не надмине 85 или 6 денари, наместо за прв пат во историјата на нашата држава бројката која што ја плаќаме за литар гориво да биде троцифрена. Еве, вчера во текот на денот поднесовме, чекавме да видиме да помине нели тој рок додека траат антикризните мерки, за да претходно не обвинуваат за популизам. Очекувавме, морам да признам, да бидам искрен, како првопотпишан на тоа предлог законско решение, дека владата ќе ги продолжи антикризните мерки, но тоа не се случи. И вчера во Македонското собрание поднесовме закон за намалувањето на данокот на додадена вредност на прехранбени производи, односно таа повластена даночна стапка да продолжи да важи до крајот на годината, за горивата да се намали од 10 на 5, односно во моментов од 18 на 5%. Но тоа не се случи. Зошто? Не можам навистина да разберам. Јас очекував веќе изутрина, кога вчера вечерта, тоцна можеби во ноќта, не излезе владата да каже на пресконференција дека ги продолжува овие антикризни мерки, оставка од целокупниот економски тим, но пред да влеземе во студиото, прочитав едно соопштение од владата, каде што замислете, они бараат солидарност од народот према нив и повикуваат политичките партии да не ја креваат тензијата, дека во владата размислувале какви мерки ќе превземеле. Замислете, додека тие размислуваат, деновите поменуваат, а граѓаните живеат се потешко. Еве ја користам оваа прилика да ги повикам и да го повикам Талат Џафери, без разлика уште колку време има намера да ја држи функцијата претседател на собрание, со онакво недостоинствено однесување, веднаш да свика итна седница, неодложно да свика итна седница, каде што овие закони ќе бидат на дневен ред, да ги изгласаме одма, за да можат граѓаните малку од малку да здивнат. Затоа што ова што се случува во овој момент, особено денеска, е апсолутно ненормално. Како успеавме да стигнеме еве конкретно за нафтените деривати од држава каде што најевтините деривати беа најевтини, во моментов да ги имаме едниот најскапите. Ако може еве една Унгарија да ги ограничи цените на 1,22 евра литар бензин, ако може Словенија да ограничи цената на евро и половина, ако може во Србија да има поевтини горива отколку кај нас. Како успеавме, имаме од денеска имаме троцифрена цена на горивата?
одбиваат да слушаат и не верувам дека таму има некој кој што има доволно знаење за да ги концепира владините политики така како што треба. Да бидеме јасни, Унгарија и другите организирани држави може да го поднесат ова заради тоа што навремено ги полнеа државните резерви, кои што им се детерминирани со закон, односно колку количини државата треба да има, и државата ги има, односно тие државни резерви постојат за вакви моменти кога има голема криза, државата да пушти на пазарот одредени количества, дали било храна, дали било нафтени деривати, со цел да ја нивелира цената на пазарот. Не се решава проблемот ако вие ја замрзнете маржата, туку треба да го следиме позитивниот пример на силните европски држави и да ја замрзнеме целокупната цена, а потоа ако има одреден остаток кој што ги носи трговците во негатива, државата со субвенции да делува во нив, кон нив, за да ударот не падне врз граѓаните и врз стопанството. Ние често се фокусираме врз граѓаните, но забораваме дека и стопанството е сериозно погодено ова, од особено транспортниот сектор. Понатаму треба да се признае, владата треба да излезе и да признае дека врз основа на овие покачени цени тие прибираат повеќе приходи. И тоа е факт. Ние во услови на криза како држава треба да се откажеме од приходите. Нас не ни треба богата држава, сиромашни граѓани, туку треба да биде тоа обратно. Понатаму онаа нивна промашена мерка со акцизите, каде што ослободувањето од акцизите се детерминира согласно каква е цената на барелот на светската берза. И сега максимумот што може да се постигне ако е цената на барелот над $130 се 4 денари. Ние велиме не. Ајде 50% да ги намалиме акцизите, да ги намалиме приходите во буџетот и да можеме да им дадеме на граѓаните поедноставни, односно полесни цени за пристап до нивниот семен буџет, да не го оштетуваме толку. Но на крајот доаѓаме до едно. Зошто треба да се полни буџетот? Зошто треба да има повеќе приходи и власта не сака да се откаже од нив? За да има повеќе за тендери. И тоа е факт во кој што никој не може да ме убеди. Да сумирам. Непланско работење, нестратегиско работење, недоволно познавање на материјата, аматерско водење на работите за кое што за жал го плаќаме сите ние. Можат да се вадат колку сакаат, какви сакаат соопштенија, оние смешни нивни оправдувања за оваа ситуација. Фактот е дека денеска од овој момент не знаеме колку време ќе им треба тие да ги анализираат тие контрамерки, никогаш полошо не се живее во државата, ниту како стопанство, ниту како граѓани. Еве се најавува и нова цена на електричната енергија. Најавени се неколку пакети. Секако најпогодени ќе бидат тие што трошат и најмногу, меѓутоа, еве конкретно последниве години се одбиваа неколку акции каде што беше субвенционирана набавка на инвертер климатизери за домовите, за да можат луѓето да се префрлат од грејење на дрва да се префрлат да се греат на струја. Како ќе го издржат сега тие граѓани овој ценовен шок? Затоа што еве конкретно математиките се ако сметката за струја летен период, луѓе што се греат на струја, ако е 10.000 денари, имаше нови пресметки дека сметката од 10.000 сега ќе изнесува околу 14.500 денари. Навистина, мислам дека како што каже овој Бистимовски, ја го викам партиски претседател на таа регулаторна комисија за енергетика, минимумот ќе биде 10%. Ако ги собереме кумулативно сите поскапувања од кога СДСМ на вас, струјата ќе биде покачена за минимум 40%, ако земеме дека 10% ќе биде само поскапувањето на струјата. Тука има една друга работа. Ние плаќаме поскапа струја затоа што не произведуваме струја во оваа држава. Два факти кои што се соопштени од лица кои што се членови на владата. За една година производството на електрична енергија ни е намалено за 30%. За 3 години ни е намалено за 1 терават час, а 1 терават час има 1 милион мегават часови, кои што во моментов на берзата 1 мегават час е прилика 260 евра, како што може сабајлето на берзата да видам, еве да речеме дека е 250. Тоа се 250 милиони евра што ние треба да ги платиме на некого, а сме можеле да ги произведеме. Зошто не ги произведуваме? Прво заради тоа што секогаш кога треба да се ископува јаглен, се поплавуваат рудниците за да може потоа комбинатот да додели тендер на трети надворешни лица за да го ископуваат јаловината, па потоа јагленот. Термоцентралите не ни произведуваат. И заради тоа што хидросистемите за производство на електрична енергија ние ги испуштивме и тие се празни и како држава не произведуваме електрична енергија. Што е особено важно и што треба тука да се каже? Ајде во летниот период вие направивте убава анализа дека цената ќе биде поскапена за отприлика 3 до 4 денари.
Еве полека се доближуваме до зима во која што и премиерот кажа дека ќе биде најлошата зима во последните 70 години. Струјата се покачува, цената на пелетите е покачена за 50%, што граѓаните ги притиска да бараат алтернатива како ќе се загреваат зимата. Граѓаните прашуваат, односно се почесто сакаат да се преориентираат на дрва, мислејќи дека ќе бидат поевтини, и дрвата се покачуваат за 50%. Дали во владата има некое тело кое што го менаџирало? Дали има некој кризен комитет кој што го менаџира ова што се случува? Нема. Затоа што не ги интересира, но што ги интересира? Ги интересира во само 100 дена да доделат тендери во 4 очи помеѓу Елем и други лица во вредност од 200 милиони евра. Ги интересира да државата му даде на Елем, на тие компаниите 170 милиони евра, уште 300 милиони евра од девизните резерви, пола милиарда да не чини ова, и денеска, замислете, ние зборуваме во Македонското собрание за долг, за нов заем од 25 милиони евра за фотоволтаици. Тоа што се случува во енергетскиот сектор, таа прогласена енергетска криза, ќе се само продолбочува, и излезот од ова е многу едноставен. Нас ни требаат како партија со онаа експертиза која што ја поседуваме 6 месеци да излеземе од ова. И затоа им понудивме тимови. Тимовите ги одбија. Јас тука ќе им кажам на граѓаните само една работа. Начин да се спречи ова има, а тоа е одржување на предвремени парламентарни избори и на испраќање на овие луѓе од раководните позиции во енергетиката. Да почнем од Крешник Бектеши, па Васко Ковачевски, па понатака сите кои што ги менаџираат комбинатите. Затоа што струјата нема да биде поевтина, но ја лично сметам дека до крајот на годината не е исклучено покрај ова поскапување да има уште едно таму при крајот на годината. Да, такво веќе и најавуваат и експертите. Да се задржиме се уште на тема економија. Во собранието ви пристигна ребалансот на буџетот. Планирани се низа задолжувања, додека од владата и ресорните министерства убедуваат дека онаа наплата на даноци, начинот на кој што се полни буџетот е сосема во ред и тече како што е планирано. Зошто тогаш се планирани нови задолжувања од најавено од ММФ 900 милиони евра, најавена евро обврзници, таа ќе биде околу 500-600 милиони евра, тоа е милиарда и пол, тоа значи фалат 40% од парите во буџетот. Па еве вака, земавме пред скоро недела и половина 100 милиони евра заем од ЕБОР за ликвидност во Елем. Тоа е земен заем. Се задолживме пред исто така 2 недели 16 милиони евра кон домашното стопанство, исто така за ликвидност. Преговараме за онаа линија на од ММФ, какви што не уверуваат дека таа ја доделуваат на земји кои што се ликвидни и кои што имаат добри резултати, а само уште 2 држави во светот имаат аплицирано, тоа е Мароко и Панама. Тоа се 900 милиони евра и сега стигнуваме до 1 милиарда вкупно под предпоставка дека ММФ ќе ги додели сите 900 милиони евра на овој буџет. Ова зборуваме до крај на година. Паралелно на тоа ќе почнат и преговори за издавање на нова еврообврзница, за која што ни трија сол на глава минатата година дека зеле со историска најниска камата од 1%, за која што ние им кажувавме дека каматата на еврообврзница се детерминира согласно два критериуми. Првиот е еуриборот, а вториот е ситуацијата со парите, дали парите во тој момент се ефтини или скапи. Сега каматата за таа евроврзница што ќе ја земате 5 или 6%, што ќе биде убедливо историски највисок. Евроврзница минимум ќе се издаде на 400 до 500 милиони евра и веќе доаѓаме на милиарда и половина само за оваа година, за 12 месеци. Кога ВМРО ДПМН беше, односно ја изгуби власта, бевме задолжени како држава 4,8 милиарди евра со почнати 3 автопати, болници, училишта и така натака и така натака. Сега ќе се задолжиме до крајот на годината над 8 милиарди. Долгот наместо оној мастришки критериум од 60% ќе отиде на 70,9%, а немаме заковано ниту една шајка. Понатаму ќе биде малку поекстензивен, ќе ми дозволите, но сакам граѓаните да бидат запознаени. Они велат во ребалансот на буџетот за антикризни мерки ќе има 76 милиони евра, но не набројуваат како тие пари и во кои мерки дизајнирани ќе завршат кај граѓаните. Јас јавно прашувам.
дали тие пари можат да се поведат како антикризна помош, а да завршат кај Елем, кај оној криминалец Васко Ковачевски кој што не престанува да троши пари, а не произведува струја. А парите завршуваат во џебови на луѓе блиски на власт. Да зборуваме за капитални инвестиции. 6 милиарди денари помалку ќе има во овој ребаланс на буџетот за капитални инвестиции. Даноците тука се согласувам со вас, но тука има една огромна лага. Да, има подобра наплата на даноци само заради тоа што инфлацијата е 10,5% со какви такви мерки. Колку ќе порасне инфлацијата сега од денеска натаму со овие цени? Затоа кажав, државата мора да се откаже од приходите во буџетот и да не ги троши парите на крадење, туку парите да се пренасочат со ваквите закони кои што ние ги нудиме, да не се губи повеќе време, да останат кај граѓаните наместо да ги прибира државата. Ребалансот на буџетот е пример на документот кој што секој здраворазумен економист би се срамел, а овие од власта се фалат како да направиле епохален успех. Со тоа што не е исклучена можноста до крајот на годината да имаме уште еден ребаланс. Дали сме ние единствена држава во светот кој што има во буџетот, како ги нарекуваат од владата, непродуктивни трошоци. Нели најавено е кратење на 200 милиони евра од тие непродуктивни трошоци. Како може вие, колку е сериозно тоа како држава да си дозволите, ако знаете каква криза ве очекува, каде што веќе слушнавме од претседателот Пендаровски дека веќе на 5 ноември минатата година знаеле за сегашната војна во Украина, дека ќе дојде до тоа. Имавме енергетска криза, цел свет се бореше како да дојде до храни. Ние имаме проектирано буџет со огромна сума на пари, непродуктивни трошоци. Не говориме тука за 10.000 евра, за 20.000 евра, за милион евра. Говориме за стотици милиони евра. Би кажал тандемот Фатмир Бесими Димитар Ковачевски, кој што тогаш ја извршуваше функцијата заменик министер за финансии, го понудија и они, тие го составија овој предлог на буџет, не го составував јас или граѓаните. Тие го составија, тие го донесоа до собранието, ние имавме 15-дневна дебата согласно деловникот и уште тогаш им кажувавме, може слободно да се извадат стенограмите, сите предупредувања од опозицијата и од пратениците од опозицијата се обвистинија дека се пореални, односно дека се вистините за сметка на нивните тврдења дека ова е буџет за излез од кризата, буџет во кој што нема непродуктивни трошоци. Ете самите се демантираа 6 месеци подоцна дека имаат во овој буџет 200 милиони евра непродуктивни трошоци. Дали има поголема потврда од ова дека власта, особено економскиот тим на оваа влада, не знае кај е тотално изгубен компасот. И не е само ова, во буџетот кој што беше составен, еве сега кој што ќе го ребалансираме и ќе ги поменуваме ставките, нема значителни измени во одредени работи. Еве јас ги повикувам граѓаните слободно да го отварат, да ги отварат ставките од, например, конкретно Министерството за политички систем на Артан Груби. Во држава никој не може на Артан Груби да му ги преместува, односно да му ги реалоцира ставките од неговото министерство, заради тоа што тој е тој кој што во држава ги влече конците и ја води држава. Од аспект на ребалансот на буџетот и непродуктивните трошоци сакам да кажам дека нема нешто да се промени значително. Овие повторно ќе продолжат да ги доделуваат овие договори во 4 очи. Народот повторно ќе живее посиромашно, а сега ќе поминеме низ една голгота од 2-30 дена додека овие гениалците кои што не задолжија до нема и каде и кои што донесоа државата до финансиски колапс да дизајнираат нови мерки, па ќе снимаат видеа, па тоа ќе го прават како епохален успех, но нема никој да живее подобро. Стопанството ќе продолжи да пропаѓа, граѓаните ќе живеат се посиромашно, администрацијата нема да добие повисоки плати, здравството, образованието, социјалата нема да отиде на едно погорно ниво, затоа кажав само избори. Само избори се решението во оваа ситуација каде што сме западнати сега и не постои ниеден друг начин ова да се разреши. Овие луѓе нема да станат подобри, од тој момент натака ќе биде само полошо за Република Македонија. Жал ми е што го говорам ова, но едноставно тоа се фактите. А што е со капиталните инвестиции? Тие последниве 5 години драматично се кратат секоја година. Имавме деновиве несекојдневен настан кога во посета на нашава држава беше американскиот нобеловец Пол Кругман. Тој јавно упати критики до владата дека не се инвестира доволно во инфраструктура, конкретно во патишта. Па ако го слушате Ковачевски, јас ме ја слушав неговата изјава, 1000 километри патишта се изграделе во држава. Каде?
Па и јас го прашувам тоа истото прашање, но да ги прашате ни веројатно имаат и одговор на тоа прашање, а не е важно каде и како во оваа држава веќе 5 години. Но Беловецот им ја кажа само на реалност која што е присутна и во која што живеат граѓаните на Република Македонија. Добро е што го однесте човекот во Охрид, таму има еден капитален проект кој што 5 години е заглавен. Прво беше крива трасата, па промашени тунелите, за 5 години 50 километри автопат не можеме да направиме како држава, а автопатот не чини најскапо по километар, односно 10 милиони евра не чини по километар. Подпишаа анекси од кои што вториот анекс толку се неспособни што плаќаме пенали заради тоа што не може да ги повлечат парите. 16% имаме реализација на капиталните инвестиции за првото полугодие, кога требало тоа во идеални услови да бидат 30%. Еве нека не биле 30%, ама 16% е очаен процент на реализација и покрај тоа што тука прават еден трик, во ставката за капитални расходи ставаат кредити каде што граѓаните и компаниите, односно компаниите се извинувам, можат да аплицираат и да добијат средства и на тој начин го качуваат процентот на капиталните расходи, кои што во никој случај не завршуваат кај капиталните инвестиции. Погледнете го сега ребалансот, документот можете да го извадите и во капиталните инвестиции ќе ги видите истите проекти кои што 5 години наназад ги нудат на секој документ. Дали било програма за извори, дали било предлог на буџет или на ребаланс, во тие проекти шајка нема закувано реално на терен. 1 километар не е почнат. Еве, ќе отидеме понатака да ја потврдиме теза на колку се неспособни како коалиција, иако знаеме дека Дуи ја води владата, автопатот кон Блаци. 2 километри автопат, можеме да го видиме оној директор на државни патишта како се пењави онаму на терен, сега ќе почне, тогаш ќе заврши, 2 километри автопат не може да направи. Ама знаат да поднесат во собранието закон за заем од 136 милиони евра за тој автопат. И еве јавно кажам, мене не ми е проблем кога за проекти јас би гласал и би поддржал. Да знам дека навистина тој заем е наменски, дека ќе се изгради. Нема да го изградат, Предраг. Нема да го изградат. Зашто земаа пари, што направија во овие 5 години за мене како пратеник или некој граѓанин да се одлучи да даде поддршка на таква работа? Ќе ги искрадат парите во ребалансот кој што ќе се случи до крајот на годината, овие половина милиарда кои што ги оставиле на таа ставка, ќе ги реалоцираат и ќе ги потрошат. Повторно Васко Ковачевски ќе стане еве да кажам милионерот кој што најбрзо стигнал до милионот во државата. Повторно заеви ќе добиваат грантови од 1,4 милиони евра. Повторно ќе се доделуваат тендери на фирми блиски до Дуи до СДСМ. За жал, како што кажав, тоа све ќе го плати граѓанинот на неговиот грб. Еве додека ние разговараме, во моментов излегува новите цени на нафтените деривати. Повторно рипнуваат цениве за 3 денари по литар и бензините достигнуваат цена од 109 денари. Еве во овој контекст, вие сте последниот период трае таа ваша активна блокада во Македонското собрание. Вие претходно напоменавте еве за предлог законот за намалување на акцизи. Ова не е доволно да се гледаат дека тоа е правилен начин на действување? Па не е доволно, неверојатно. Не е доволно од неколку причини. Прво, тие decision makerите во владата одамна се одлепени од реалноста заради тоа што нив и да биде и 200 денари литар гориво ништо не именува. Прво заради тоа што се накачени на грбот на народот со скапи службени автомобили, а второ имаат толку многу богатство стекнато овие 5 години што не верувам дека и уште 20 години да биде оваа цена би го осетиле. Но голема жал чувствувам тука, повторно ќе кажам, за просечниот македонски граѓани. Неве, јас и вие разговаравме пред да влеземе во студиото. Една почитуваниот доктор Лазаров вади една статистика изминативе денови во 14 часот, денеска само овој ден 11.000 парчиња диазепам се купили. Замислете каква ќе ви биде ситуацијата доколку двајца родители работат, земаат и просечна плата, еве да кажеме, дури онаа од владана која што ја кажуваат, и имаат сметки да платат, треба да обезбедат храна за своето семејство, имаат кредит, дали стамбен, дали за некоја друга потреба, и имаат 2 деца. 4-члено семејство. Буквално 4-члено семејство, кога знаеме дека потрошувачката кошничка сега е повисока од 2 минимални плати. За 30 дена потрошувачката
кошничка се покачи за 1300 денари во услови кога имаше такви мерки. Еве го повикувам Дарко Димовски од ССМ, затоа што ССМ ги ја соопштува таа синдикална кошничка, нека излезе да ни каже колку е зголемена за последниве 30 дена потрошувачката кошничка. Замислете како им е на тие луѓе. 109 денари литар бензин. Ја не знам што повеќе треба да се случи за овие луѓе да разберат и да не водат инаед. Да седнат и да речат да, добро, еве го предлогот на ВМРО ТПМ не е коректен, дајте луѓе вечерва ќе го симнеме Али Ахмети од Зајас, ќе се собереме тие 50 на кои што се собираме заради тоа што другиве не можеме освен ако не им исполниме некое лично ветување, ВМРО ДПМН ќе биде присутна во Савата. Јас сум претседател на комисијата за финансирање и буџет која што е надлежна за овие закони. Еве јавно кажувам, уште вечерва нека ја свикаат седницата, јас на комисијата ќе ја поминам во најбрз можен рок. Ќе ги поминам овие законски решенија. Не е во ред. Ова што се случува не е во ред. Разговарахме со неколкумина поискусни од мене, велат ова исто се почувствува вчера како во 92 година со редиците на бензинските, со празните рафтови, со тепачката по маркетите за брашно. Вчера имало немил настан во општината каде што живеам, каде што граѓани имале физички конфликт за редицата на гориво. Тоа ли е ова секојдневие кој што сакаме да го живееме? Ова ли е таа иднина која што ја ветува? Ова ли е тој живот кој што го ветува Заев и Ковачевски? Ова ли е тоа секојдневие? Што треба да размислуваат и ние ли треба да бидеме солидарни со генијалци од влада од економскиот тим? За ова знаете што е, ова не е само за оставка, ова е за одговорност. Ова е за одговорност кон сопствениот народ за ова што му се случува. Оставка е најмалку нешто што треба да го направат и јас сметам ако имам барем малку доблест во овие луѓе уште вечерва ќе ги депонираат оставките целиот економски тим кој што во моментов морам да кажам дека е предводен од Дуј. Очекувате ли, еве конкретно зборите и предводен од Дуј, очекувате ли дека ќе најдат на разбирање према народот, ако еве едноставно да погледнеме како се однесуваат со вас представниците на народот во највисокиот законодавен дом во собранието, каде што претседателот на собранието Талат Џафери вас ве заклучи? Па видете, имав можност денеска да слушнам еден податок дека таа партија која што 20 години таа каста од Мала Речица ја води и оправува држава, кога повеќе, кога помалку, ќе потрошила 100.000 евра за славење на 20 годишниот роден ден. Јас дадов една идеја, сосема е добро да направат помеѓу другото, таму ќе имало и пејачи во ваков момент кога на граѓаниве не им се гледа ништо пред очи кога им е спуштено црна темница од секојдневието кое што го живеат, дадов една идеја да постават еден холограм па да се вклучат сите наши сограѓани албанци кои што заради Дуј изминативе 20 години се иселија од државата. Јас живеам во Ѓорче Петров, таа е општина соседна на Сарај. Еве нека дојде со мене дали бил Крешник Бектеши, Фатмир Бесими, Али Ахмет, Артан Груби, па приквечер да прошетаме низ општина Сарај или да дојдат кога автобусите чекаат да ги носат младите луѓе од Сарај према Германија, па да видат тие дали со нивните политики и со однесување, би кажал, недостоинствено, едноставно немам збор да го опишам оно однесување на оној кој што има узурпирана функцијата председател на собрание, кој што замислете ако онака се однесува со службеници или ако онака ги заклучува вратите при очиглед на целата македонска јавност, што тој господин прави во односот со пратениците кога камерите не регистрираат. Тоа што се случува е деградирање на една од најважните институции во државата, ако не е најважната. Тие луѓе немаат сенс заради тоа што таа партија 20 години, освен што се богати од криминални тендери, никогаш нема помислено на македонскиот народ. И до некаде можам да ги разберам. Тоа е една група на милионери која што печали од политиката, но не можам да ги разберам овие Ковачевски и таа каста која што колку толку барем има одредена организација по општините, па тие луѓе слушаат ли нешто? Па разговараат ли внатре во партијата, па постои ли некој во СДСМ да му каже на Ковачевски застанете или на Заев како decision maker, застанете што правите, каде оди во оваа држава? Дали ова што се случува е нормално? Дали ова што се случува може да го издржи овој народ кој како малку остана? Ама можете да слушнете, цело време избори ќе има 2024, избори ќе има 2024. Тоа се неколку тези на кои што се имаат закачено, но еве јас ги повикувам да покажат малку одважност, да ги слушнат предлозите на ВМРО ДПМН и да гласат барем наредниве денови да му го лесна животот на народот. Еве што е со европската иднина на држава? Еве ние неколку години не убедуваат дека имаме добиен датум, што никако да го дочекаме.
последните информации беа дека ќе се има средба кај францускиот председател Емануел Макрон, македонската и бугарската страна. Денеска го слушнавме бугарскиот председател Радев, кој што кажа дека нема никаков напредок во преговорите, дека тој нема намера да оди во Париз. Па, јас би кажал дека СДСМ и ДУИ ја загрозија Европската Унија на Македонија што склучува вакви диагонално спротивни во интересите договори со нашите соседи, поне катастрофален преспански договор се случи уште покатастрофално и аматерски склучениот договор со Бугарија, во кој што дадовме инструмент на најсиромашната и најнеорганизираната држава во Европа да ни поставува вакви предизвици кон нашиот патот кон Европската Унија. Јас тука во името на целиот македонски народ и во сите жртви во изминативе 32 години кои што ги дадовме како држава, би ги повикал европските функционери од Брисел да си го одржат ветувањето и веднаш час поскоро да овозможат отпочнување на преговори на Република, односно добивање на датум за преговори на Република Македонија. Јас би се приклучил кон изјавата на председателот Христијан Мицкоски дека по промената на власта ВМРО ДПМН сериозно ќе ги интензивира разговорите со нашите партнери од Брисел и на едно посериозно ниво ќе поразговара за реформите кои што оваа држава треба да ги направи во насока на сузбивање на корупцијата и неорганизираноста, затоа што јас лично мислам дека овој проблем со Бугарија многу поорганизирани и посилни држави го користат како оправдување, бидејќи не ја гледаат Македонија во тоа друштво заради, како што кажав, корупцијата, високото ниво на корупција и на неорганизираност. Понатаму би кажал дека полни им се устите со евроинтеграција и со добивање на датуми. Од друга страна можевме да видиме дека нивните главни коалициони партнери остваруваат средби со дискутабилни организации од Чеченија и ги примаат во собранието, се договараат за изградба на споменици што само го надополнуваат оној впечаток на срам што ние како држава го имаме кога разговараме со тие држави, затоа што се срамеме предрак од она недостоинствено ниво до кое што ја донесоа државата. Јас немам никаква дилема дека местото на Република Македонија е во тоа семејство, затоа што ние прво тоа го имаме заслужено, а второ на вистина заслужуваме да бидеме таму заради сите оние можности кои што ни ги дава тоа семејство и само така на тој начин побрзо ќе успееме да го покренеме стандардот на македонските граѓани, да го покренеме нивото на сите сфери во општеството. Но да бидеме на чисто, Македонија нема да добие датум се додека СДСМ и ДУИ коалицијата ја владеат оваа држава. Еве ќе кажам, ќе искоментираме на изјава на амбасадорката Брнс, која што вчера ја даде на еден од националните медиуми, каде што вели главните проблеми на оваа држава под број 1 е големата корупција, под број 2 е младите луѓе што не гледаат надеж дека оваа држава ќе биде пристојно место за нивно живење. Тоа е нашиот главен проблем. Одлично сецирање на проблемите и одлично вадење на површина. Токму тоа е тоа што ние треба да го смениме ако сакаме нашите партнери од Брисел да не гледаат сериозно со нив, барем од аспект на оние критериуми кои што се мерливи и кои што се ценат во Европската Унија. Еве, како стигнавме во поглед на корупцијата, како успеавме да стигнеме до тоа да последните анкети на јавното мислење покажуваат дека само 8% од луѓето имаат доверба во судството. Денеска антикорупцијска излезе со барање за кривичен прогон за поранешните генерални секретари на владата и на Рашковски и на Зекири, затоа што они преку генералниот секретаријат на владата потрошиле 2,5 милиони евра за авторски договори за неавторски работи. Како е тоа воопшто возможно во држава? 8% имаме доверба во правосудството затоа што СДСМ го предложи Љубомир Јовевски за уставен судија. Заради тоа имаме 8%. Заради тоа што во држава партиското судство и обвинителство, односно тандемот Кацарска и Русковска, па еве би кажал триплетот надополнет со Јовевски, работи исклучиво во цели на СДСМ. И видете, денеска можевме да видиме, утре ќе продолжи онаа дебата за уставните суди покрај тоа што председател на комисијата е пратеник од СДСМ. Зошто досега таа комисија беше сакочена? Заради тоа што треба да се договорат. Кацарска ја направија председателка на Уставен суд. Вчера чином имаше партиски состанок, се извинувам, односно коалицијски во Уставниот суд, одржан помеѓу Пендаровски, Ковачевски, Кацарска и Џафери.
веројатно зборувале за внатrekоалициски работи и договори кои што не си ги испочитувале. Сега договорот е, односно јас прашувам дали договорот е Јовевски да стане уставен судија, а Русковска да го превземе местото на Јовевски. Затоа има 8%, затоа што 5 или 6 месеци однапред граѓаните ја знаат секоја пресуда во секој предмет. И сега вие можете да видите дека за предметите на функционери или поранешни функционери на ВМРО ДПМН идат екстра брзо и не се почитуваат никакви закони, се прават очигледни престапи во судските постапки, но за овие од СДСМ нема никаква постапка или изведување пред суд, а каде ли завршница. Од аспект на што ме прашате за Рашковски и за Зекири, не е проблемот само овие 2,5 милиони евра. Проблемот е што тие луѓе се дрзнале. Тоа е институција. Тоа е точно, но тие луѓе во таа институција се дрзнале да си Ние можевме да видиме како универзитетски професор добил 10.000 евра за да фали владена коалиција на Facebook, и тоа го пишува во извештај кој што е доставен до архивата на Министерството за одбрана. И логичното прашање е уште колку такви ботови имаме по институциите. Говориме за универзитетски професор. Ма видете кој е нивото на луѓето кои што ги бранат од СДСМ. Апропо на тоа, еве ќе ве потсетам на случајот кога Драги Рашковски ги земал половина од средствата што ги исплатил на еден хонорар. На еден хонорарец се извинува. Еве, ајде да речеме тоа е еден дел. Зашто не разговараме за физибилити студиите, односно за новиот начин на кражба на владините генерални секретари? Прво, Рашковски има направено ППО со на физибилити студија во која што Андјушев и Заев добија право да го користат земјиштето во ТЕЦ Осломе за поставување на фотоволтаици, за кој што физибилити студијата ја изработиле членови на СДСМ и членови на партиската комисија за енергетика, за кој што наплатиле по 80.000 денари за 17 месеци, а од друга страна го имаме овој Зекири кој што буквално исплячкал илјадници евра за физибилити студија за приватизација на поштата. Замислете ако Зекири, кој што едно време беше лицето на честноста на СДСМ и нас не обедуваше и не нарекуваше со какви сете незборови, Драги Рашковски го правеле тоа, што правеле тогаш и другите функционери? Убаво ви беше прашањето што колку такви како тој во наводници професор имаме по државниви институции. Тоа е страшно. Таму завршуваат парите на граѓаните. Затоа овие не се откажуваат од приходите во буџетот. Затоа исплаќаат такви како тој така наречен професор и за да можат Зекири, Рашковски или сега тој што ги наследи или тие што се во владата да продолжат да крадат. Тоа е тоа. Господине Стојановски, еве за крај, за 18 јуни најавивте голем протест во Скопје. Очекувате ли голема поддршка и дали некако ќе успеете да издействувате одржување на предвремени парламентарни избори? По тоа што ја го чувствувам од народот, чинам дека ова ќе биде најмасовниот протест некогаш одржан во историјата на независна Република Македонија. Тој протест ние го правиме со предзнак Доста е, и не го правиме од аспект ВМРО ДПМН да е организатор, но не го правиме со одреден ексклузивитет на тој протест да дојдат само членови на ВМРО ДПМН, ги повикуваме сите граѓани. Без разлика на политичка, национална, верска или било каква друга припадност. Да дојдат и заедно од 18 јуни пред владата да ја испратиме пораката доста е од тоа што ни се случува и сакаме промени. Ова е само еден од чекорите кои што ВМРО ДПМН ќе ги превземе за да може на есен или евентуално кон крајот на годината да издействува предвремени парламентарни избори за кои што сме па уверени покрај све ова што се случува дека ќе ги добиеме. И тука не важат оние оправдување на власта избори во ек на криза. Не е точно. Ако не направиме сега избори кои што имаат одредена цена на чинење, само овој ужас ќе продолжи да трае. Изборите се решение. Ние мораме да имаме предвремени избори ако сакаме се тоа што се случува да сопре. И тука ќе искористам приликата да ги поканам сите граѓани да ни се придружат заедно од пред платото на владата на 18 јуни да ја испратиме пораката. Доста е од тоа што се случува и сакаме промени. Ви благодарам, господине Стојановски, за одвоеното време. Сега претпоставувам вие се враќате во Македонското собрание. Така е, и ви благодарам за поканата. Повелете и друг пат. Почитувани слушатели, вие го следевте најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич, техничката и тонската реализација на Димитар Митровски, главен и одговорен уредник на Радио Лидер е Љупчо Златев. Имајте убав ден. Го кажуваме она што други